Повеќе од 200.000 страствени љубители на стрипови, облечени во нивните костими од стрип ликовите, присуствуваа во Њујорк на познатиот така наречен саем Њујорк Стрип Кон. Го обожавам Комик-кон и сакам да ги гледам сите нивни прекрасни ексклузивни изданија. Сето тоа е убаво искуство. Ова е место на многу енергија, се храните со туѓата енергија. Едноставно уживате во возбудата. Тука е многу инклузивно. Тоа е добро место за луѓето кои се љубители на ова и одлична можност да се соберат и да го прослават тоа. Додека центарот на вниманието е насочен на костимите и огромната палета на иновативни нови стрипови, но и постарите стрипови исто така, го прават ова место грандиозно, а продажбата се мери во милиони. На Комик-кон ќе го видите целиот раскош и сјај. Издавачи, холивудски звезди, безпрекорно стари стрипови, ќе видите и книги вредни милиони долари. Зурзоло вели дека одредени книги вредат повеќе од диамантите. Ова овде од Боб Кейн од 1939. Го представува првото појавување на Бетмен во стрип. Овој стрип во оваа состојба вреди приближно $400.000. Ова е Marvel Comics број 1. Оваа копија е една од најдобрите копии за кои се знае дека постојат во светот, а овој стрип вреди $3 милиони. Во 2022 година Heritage, водечката аукцијска куќа за стрип уметност во САД, објави дека продажбата надминала $195 милиони, што е 7% зголемување од претходната година. Стриповите се вклопуваат во инвестицијските портфолија на некои луѓе. Тие бараат алтернативни форми на инвестирање, надвор од акции и обврзници и благородни метали. Тие бараат нешто за што исто така се страстни, а нивната страст се токму стриповите. Онлайн трговците на мало го забележа овој пазар, при што и eBay воспостави значително присуство на Комик-кон. Без разлика дали сте купувач или продавач, годинешното присуство на посетители потврдува дека љубовта кон стрипот е голема. И кој знае, стрипот што ќе го купите денес, колку може да вреди во иднина.